На пат за Витлеем. Зашто каква е користа од постоењето на едно битие ако не може да го запознае својот Создател? Како би можеле луѓето да бидат разумни суштества ако не го познаваат Словото и разумот на Отецот преку кого го добиле своето битие? Не би биле подобри од зверовите, тие не би имале никакво знаење освен за земните работи и зошто Бог воопшто би ги создал ако не сакал да го запознаат? Кога Библијата зборува за познавање на Бога, тоа не значи дека познавате одредени идеи за Него, туку го познавате лично. Зборот да се познава на хебрејски значи знаење што доаѓа од близок, од личен однос. А животот вечен е тоа да те познаат тебе единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исуса Христа. Забележете ја формулацијата, да те познаат тебе, а не за тебе. Знаењето на Бог или Христос не спасува и секако не дава вечен живот. Меѓутоа познавањето на Бог го прави тоа. Суштината на христијанството е директна средба меѓу две личности, ние и Бог. Човекот е повикан да воспостави тесен, длабок, личен однос со Бога. Затоа е важно да се познава Бог. Секако во сопствениот живот може би знаеме за некоја личност, но дали е тоа исто и да ја познаваме? Ги кушкаме оние што ги познаваме? Споделуваме работи со оние што ги познаваме? Дали може истото да се каже и за оние кои само ги знаеме? Дали се што слушам за луѓето што ги знаеме е секогаш точно? Дали воопшто постои вистински однос? Денес има многу луѓе, дури замисливо важни или успешни луѓе кои оставаат впечаток дека во животот се имаат сватено. Но во реалноста тие само лептат во животот, внатре се празни. Може би знаат многу за психологија, економија или наука, но немаат духовна или небесна сигурност. Може би се сметаат за богати или богати во земска смисла, но духовно потврлиле. Го кажуваат и го прават она што општеството очекува од нив да го прават и зборуваат. Однадвор оставаат впечаток на самодоверба и упатеност, но внатре се исполнети со застрашувачка неизвестност. Никогаш не можат да кажат со апсолутна сигурност каде ќе одат кога ќе заврши нивниот живот овде на земјата. Додека продолжуваме да се подготвуваме за да го поздравиме нашиот воплутен Господ, да го познаеме преку Неговото раѓање, ние работиме на зајакнување на нашите души, да бидеме отворени за познавањето на Бога, не само да знаеме за Него. Додека постиме и молиме, треба повеќе да го читаме и Светото Писмо и да се обидеме да го видиме Христос во оние што ги сретнуваме. На тој начин растеме во познавањето на Бога и градиме подлабок однос со Него. На пат за Витлеем.